Добре вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во Што мисли народот на телевизија Стар. Предноста на тоа што оно што најмногу него сакаме во овие 2 години, тоа е корона кризата, е тоа што се навикнавме многу да работиме онлайн и тие технолошки можности да ги користиме. Токму благодарение на тие технолошки можности по пат на интернетот и онлайн, но морам да признам и на одличната соработка со тимот во регулаторната комисија, тимот на председателот на регулаторната комисија, господинот Марко Бислимовски. Имаме можност оваа вечер да говориме и да разговараме токму со господинот Бислимовски, председател на регулаторната комисија за енергетика, и уште има, меѓутоа за енергетика ја знаат сите, а ќе говориме за оно што е најактуелно. Се говори за енергетска криза, луѓето помалку се и во паника, се плашат на вистина теми кои што предизвикуваат до некаде страф и се прашуваат луѓето што ќе се случува со цените на струјата, што ќе се случува со енергетската криза, со енергенсите, има ли можности да имаме сериозни проблеми како што се најавува. На сите тие прашања разговараме вечера, како што веќе реков, онлайн со директорот, председател се извинувам на регулаторната комисија за енергетика, господинот Марко Бислимовски. Господин Бислимовски, добро вечер. Единствена регионална телевизија во Македонија која што постојано остварува комуникација со регулаторната комисија за енергетика и за тоа ви упатувам посебна благодарност. Благодарам и на вас за соработката, се разбира, за тоа што издвоите оваа вечер време, како што реков веќе, благодарение секако и на вашиот тим кој што се потруди да подготвиме оваа емисија најдобро што може, и технички и се разбира содржински. Нашите граѓани, нашите гледачи од регионот да слушнат директно од вас што е тоа што не очекува на овој план. Меѓутоа, на почеток би сакал да ве прашам, господине Бислимовски, ви пречи ли тоа што понекогаш меѓу граѓаните се чувствува како, кој ќе се каже комисија за енергетика, како дека тие се само тие, ако играме игра на лоши полицајци и добри полицајци, дека тие се лошите кои што ги зголемуваат цените на нафтата, на бензинот, на струјата. Ви пречи ли една таква констелација во јавноста која што има понекогаш? Значи, апсолутно има, не понекогаш, секогаш. Ние сме актуелни, особено во делот на цените за нафтените деривати, и кога ги зголемуваме цените на нафтените деривати, на неделно ниво тоа го правиме. Знам дека сме многу лоши, но кога малуваме цената, тоа и за жал во медиумите во Македонија не поминува како вест. Се смета како вообичаена работа. Јас верам граѓаните дека ние работиме по методологии кои што не функционираат само во нашата држава, туку функционираат во сите земји кои што се и во нашето обкружување и во Европската унија. Така да работиме по строго пропишани правила, во кои што, особено во период, се одобрени од страна на енергетската заедница со цел да покажеме дека сме усогласени со Европската унија во однос на примената на така наречениот трет енергетски пакет. Значи, се што правиме, го правиме во согласност со овие методологии и во последниве неколку години се обидовме апсолутно да се отвори јавноста, бидејќи јас целосно разбирам дека секоја наша одлука заде домашниот бюџет и се обидуваме да објасниме зошто носиме секогаш такви одлуки. И во делот на цената за нафтените деривати, и во делот за цената на електричната енергија, и во делот на цената за природниот газ и за топлинската енергија, особено во градот Скопје. Така е. Сега кога говориме, арно рековте, медиумите ќе кажеме, кога ќе се зголемат цените, ќе кажеме ново зголемување на цените, кога ќе се намалат, се намалија само за толку и толку, но тоа е веќе друга приказна.
Рековте веќе дека тоа е методологија која што е тоа се врзан систем, не е само Македонија во прашање на секаде, меѓутоа за жал на секаде се случува и она што и нас не погодува. И Европската унија и речи целиот свет, проблем со цената на струјата, енергетска криза за која што се говори и која што сите очекуваат дека наводно ќе порасне. Како дојде до проблемот со цената на струјата? Дали само Македонија е овде најзасегната или сме дел од нешто што се случува на глобално ниво? Значи, апсолутно дека Македонија не е само засегната и тоа е факт. Во најголем дел е она што се случуваше во изминативе неколку месеци, особено август, кога дојде до драстично зголемување на цените за електрична енергија и на цените за природен газ, е последица пред се на политиките кои што се водеа во Европската унија во однос на имплементација на зелените извори на енергија. За жал, инаку јас тие политики ги сметам дека се исправни, да, апсолутно треба да имаме зелена енергија и таа зелена енергија што е можно повеќе да ја имплементираме во нашите системи, но претходно треба да ги обезбедиме сите за да можеме да одиме во овој период на транзиција од, да речеме, од производство на електрична енергија, кое што предизвикува проблеми во однос на загадувањето, пред се тоа е производство на електрична енергија од јаглен, додиме до производство на зелени обновливи извори, чекор по чекор. И сега Европа, како да ви кажам, се случи една идеална бура. Значи, тоа е ниту некој планирал, ниту некој можел да предвиди дека цените на електрична енергија и на природен газ ќе пораснат за 4 до 5 пати отколку што биле во истиот овој период минатата година. Значи, прво, основна причина е тоа што во најголем дел земји членки на Европската унија термоелектраните кои што користат природен газ се затворени. Тоа е определба на Европската унија и така сметаат и тоа го реализира. Но она што сакам да истакнам е дека тие термоелектрани се производство на електрична енергија од природен газ. Во оној момент кога настана ковид кризата, најголем удар во март, април, мај минатата година, никој не очекуваше дека по завршувањето на оваа ковид криза дека ќе дојде до пораст на економиите во сите земји и поради тоа најголем дел од земјите членки на Европската унија своите резерви за природен газ не ги подготвија и не ги наполнија. И тоа се случувало, да речеме, до месец јуни оваа година. За жал, веднаш по тоа, економиите како растеа, не можеа да го следат потрошувачката на енергија и на природен газ, не беше следена во однос на снабдувањето и со електрична енергија и со природен газ, и поради тоа производството на електрична енергија во Европската унија од природен газ беше намалено. За жал, во истиот момент се случува и една незапамтено сушна година. Значи имаме намалено хидропроизводство на електрична енергија. Исто така имаме и намалено производство на електрична енергија од ветерни електрани. Инаку, за вашите гледачи да знаат дека неколку земји, повеќе земји членки на Европската унија, во голем дел своето производство го обезбедуваат од обновливи извори на енергија, пред се од ветер. И поради тоа дојде до целосен дебаланс на пазарот на електрична енергија
и на пазарот на природен газ. Значи, од една страна имаме голема побарувачка, а мало производство и на електрична енергија, и мал дотур на природниот газ во земјите членки на Европската Унија, и сето тоа направи притисок врз цената и на природниот газ, а со тоа и на електричната енергија. Дополнително кон тоа, заради шпекулации на берзите за CO2 емисиите, дополнително се на цената на електрична енергија. И така да, од една ситуација кога цената на електрична енергија на нашата најблиска берза, тоа е во Будимпешта, Хупекс берзата, која што е референтна за целиот регион, ако, да речеме, во месец јуни беше цената околу 60 евра за мегават час, денеска се соочуваме со ситуација да имаме цени и повисоки од 200 евра за мегават час, и сето тоа прави притисок врз цената на електричната енергија за крајните потрошувачи не само во Македонија, туку и во сите земји членки на Европската Унија. И веќе имаме на пораст на цените на електрична енергија во земјите членки на Европската Унија, каде што е либерализиран и каде што домаќинствата може да купуваат електрична енергија и на слободниот пазар на електрична енергија. Очекувањата е се дека овој тренд ќе трае некаде до месец април-мај. Искрено јас не се обидувам и не се осудувам да дадам било какво предвидување, бидејќи на вистина ние како земја и врз основа на тие анализи што ги правиме не можеме да имаме никакво влијание на трендовите за цената на електрична енергија и природниот газ во Европската Унија. Само како мал параметар да ви кажам, пред 3 дена цената на природниот газ во земјите членки на Европската Унија, односно на берзите во Европската Унија, изнесуваше 60 евра за мегават час. По објавата дека регулаторното тело во Германија ќе суспендира постапката за одобрување на гасоводот од вториот на Северен поток 2, со цел да се, согласно нивната регулатива, да се отвори подружница на Северен поток 2 во Германија, ќе суспендира на период од 3-4 месеци. Денеска, само во период од 3 дена, цената на природниот газ на берзите во Европа се зголеми од 60 евра за мегават час на 90 евра за мегават час. Значи, јас немам и регулаторната комисија за енергетика, не верувам ниту било кој експерт може да предвиди што ќе се случува. Поради тоа што многу фактори зависат од влијанија на кои што не се поврзани со енергетиката. Но, господин Еписминовски, вака како што ве слушав, јас добивам впечаток дека она што се случува на пазарот на електричната енергија во Европа, добив впечаток, ова ќе звучи непопуларно за граѓаните, меѓутоа добивам впечаток дека досега веќе имало услови за корекција на цената на електричната енергија во Македонија, меѓутоа до тоа засега не е дојдено. Имаше некоја мала, ми се чини, корекција, ако не се лажам. Зошто? Значи, нашите методологии и политики кои што ги спроведува регулаторната за енергетика вообичаено се однесува на годишно ниво. Пати претходно истакнав дека до крајот на годината стабилни цени и за електрична енергија, и за природен газ, и за топлинска енергија во градот Скопје. И тоа е факт. Значи, ние правиме притисок врз компаниите, своите трошоци, на кои што не можат да влијат, а тоа се увозните компоненти за набавка на електрична енергија, на природен газ, да ги обезбедуваат во релативно мирни услови,
особено во текот на летото, и тоа сега се покажа дека ни даде резултат. Така да граѓаните да бидат сигурни дека до крајот на годината ќе нема никакви промени. Да, факт е дека имаме сериозни притисоци врз цената и на електричната енергија, и на природниот газ, и на топлинската енергија од 1 јануари 2022 година. Значи затоа се говори за 2000, односно за периодот после нова година. Меѓутоа во меѓувреме очекувани се значи проблеми од аспект на таа енергетска криза. Како земјава ќе го решава проблемот? Си имаат ли планови, какви мерки ќе се преземат? Што е тоа што се планира на тој план? Значи јас можам да ви кажам тоа што планираме ние како регулаторна комисија за енергетика да направиме, а тоа е дека во исклучително кризна година и во период кога се увозните компоненти сериозно влијаат на цената за електрична енергија, ние бараме солидарност од сите ченители во електроенергетскиот сектор. Тоа подразбира и од тие што продаваат електрична енергија, тие што ја купуваат таа електрична енергија, регулаторната комисија за енергетика, потрошувачите и се разбира и владата на нашата држава. Значи, ние тоа што планираме да го направиме, а пред се зависи да ги видиме кои цени ќе ги добиеме за 2022 година во текот на месец декември, доколку тоа прави сериозен притисок врз цената на електрична енергија, а да бидам искрен врз основа на овие сознание што ги имаме, да, ќе прави сериозен притисок на цената и на електричната енергија, и на природниот газ, и на топлинската енергија. Профитите кои што со нашите методологии ги гарантираме на компаниите кои што ги регулираме, тоа се МЕПСО, Електродистрибуција и Евана Хоум, ќе се обидеме во комуникација со овие компании да ги замрзнеме и да ги одложиме за времиња кога цените на електричната енергија ќе се стабилизираат. Значи, тоа што е во надлежност на регулаторната комисија за енергетика ќе биде максимално искористено со цел да обезбедиме да немаме сериозни ценовни шокови. Значи, ние не можеме да кажеме дека цените, сето тоа што се случува во Европа нема да влие. Да, ќе влие, но со тие механизми кои што ни стојат на располагање, ние ќе мора да ги искористиме и при тоа на компаниите да им кажеме отворено, а и сега и пред вашите гледачи го кажувам отворено, дека да, во овие кризни моменти треба сите да бидеме солидарни. Во оној момент кога ќе се почнат да се намалуваат цените на електрична енергија на пазарот во Европа, сите тие профити кои што им ги должиме, ќе им бидат и се само со една единствена цел да не предизвикуваме ценовни шокови. Бидејќи ние, ако ги следиме цените кои што се во моментов, и ако би донеле таква одлука, јас сум сигурен дека сите овие компании ќе имаат проблем со својата ликвидност. Односно, домаќинствата ќе имаат проблем да си ги платат своите сметки за електрична енергија. Така. Повелете. Тоа ќе предизвика проблем во однос на ликвидноста и поради тоа ги поздравувам сите овие мерки кои што ги презема владата и со прогласувањето на електроенергетската кризна состојба префрли околу 65 милиона евра на сметката на ЕСАМ со цел да ја стабилизира оваа ситуација. Тоа е практично одговорот на она зошто се прогласи енергетска криза за да може да се реагира така. Споменавте на неколку пати дека да, сите сме за зелена енергија. Сите сме за почиста животна средина, намалување на емисиите на штетните гасови. Меѓутоа, деновиве ние пак се соочуваме со тоа, се говори за тоа не бил набавен навреме јаглен и така натаму. Уште се базираме на јагленот. А од друга страна, Јана Скопач во последната изјава кажува дека не достигаат капитални енергетски инвестиции на територија на цела поранешна Југославија и в Македонија е таму.
се градат волтаици на многу места, се најавуваат странски инвестиции. Но од каде ќе се произведува базна енергија која што треба да го замени ова производство од рударско-енергетските комбинати? Значи, апсолутно се согласувам со господинот Јанес Копач, кој што ние како регулаторна комисија за енергетика имавме чест да го примиме и да соработуваме и да размениме разно идеи како да пребродиме оваа кризна ситуација, бидејќи господинот Копач е директор на енергетската заедница и има комуникација со многу повеќе земји и за жал сето ова се случува и во најголем дел од земјите од поранешна Југославија, ни од земјите од југоисточна Европа, односно од поранешниот, да го речам, комунистички блок. Факт дека не само во земјите од поранешна Југославија, туку и во земјите од Источна Европа, во периодот од 90-тите па до денес, многу малку се инвестираше во нови производни капацитети за електрична енергија. И разбирливо поради тоа што во овој период, во периодот до 90-та година, сите овие земји како сами себе и како изолирани системи и се инвестираа да си ги задоволат потребите од електрична енергија пред се на своите потрошувачи. Она што се случува во последниот период е дека има сериозен наплив на инвестиции пред се во обновливи извори на енергија, а особено во делот на фотоволтаиците и во ветерните електрани. Значи, инвестиции во обновливи извори се во ред, се добри од аспект на заштита на животна средина, но како непредвидливи извори на енергија, бидејќи вие не можете да предвидите во текот на денот каков ќе биде ветерот или па какво ќе биде радиацијата на сонцето, се согласувам апсолутно со вас дека ќе ни требаат производни капацитети кои што ќе ги заменат постоечките термоелектрани. И во најголем дел, според ова што го гледаме, дека пред се, особено за нашата држава, нашите резерви на јаглен горе-доле се тие. Според мене, се додека ги имаме тие резерви, треба максимално да ги искористиме, поради тоа што тоа е наше гориво, тоа е наша енергија и со тоа си ја чуваме нашата енергетска независност. Но понатака, за да обезбедиме базна енергија, во најголем дел нашите инвестиции треба да се однесуваат во изградба на когенеративни електрани, кои што ќе обезбедат производство и на електрична енергија, и на топлинска енергија, и исто така само во гасни електрани, кои што ќе произведуваат само електрична енергија. Овие когенеративни електрани се многу битни, поради тоа што покрај електрична енергија произведуваат и топлинска енергија и тоа ќе обезбеди, особено во поголемите градови во државата, не само во градот Скопје, да се развиваат и системи за дистрибуција на топлинска енергија. На тој начин и потреба електрична енергија, да речеме во градот Штип, каде што нема развиен систем за дистрибуција на топлинска енергија, и во најголем дел од граѓаните се греат или на електрична енергија, или се греат на дрва. Не верувам дека уште многу од нив се греат на екстра лесно гориво. Многу малку. Во тој момент, кога ќе се обезбедат системи за грејење на топлинска енергија, ќе се намали и потребата од електрична енергија. И се разбира, во апсолутно, во што е можно покус рок, треба да продолжи процесот на гасификација на цела држава. Јас сакам да ви информирам, ова ви е ексклузивна информација, дека оваа година потрошувачката на природен газ во државата
ќе биде рекордна од независноста на Македонија. И пред рекламите, мала пауза ќе направи, значи со реклами, сосема кратко, како гледате вие, како регулаторна комисија, како прв човек на регулаторната комисија, на целата оваа ситуација со набавката или не набавката на јагленот и препукувањата и страгите кои што ги најавува Бектеш и денеска вели ке се бара кој грешел и така натаму. Има ли овде, дали ова само политиканство или има основа дека некој нешто погрешил па сме дошле во ситуација да немаме јаглен? Ја не би наодбав политиката, но сакам да ви кажам дека ние во изминатите 30 години како држава се однесувавме неодговорно кон нашата енергетска политика. Да, во поранешна Југославија, во Социјалистичка федеративна република Југославија, во Македонија се изградија 90% од капацитетите имаме. Тоа се термоелектраните во Битола, термоелектраната во Осломе и се изградија голем број на хидроелектрани. И сите ние знаевме дека резервот на јаглен, дека капацитетот на резервите на јаглен еден ден ќе ни заврши. Но постојано сите политички од 90-та година навака един е интересирало популизам. Не влегоа во суштински реформи на изградба на нови производни капацитети на електрична енергија. И сега ние не може да обвинуваме само сега, значи тоа се случувало 30 години наназад. Поради тоа, ние како држава треба прво сами меѓу себе да се договориме дека ако донесеме една стратегија за енергетика, треба да ја следиме таа стратегија за енергетика. Во енергетиката, реализацијата на проектите не е плюкни залепи. Треба време. Значи, нема тука разлика дали е Социјалдемократски сојуз, дали е ДПМН, дали е ДУИ, дали е Алијанса или било кој. Треба да се договори државата пред се експертите и да се каже дека ние во државата немаме многу енергетски проекти, тие се Чебрени галиште, ако можеме да го направиме, гасификација и инвестирање во обновливи извори. Не сме ние некоја држава која што имаме сериозен енергетски потенцијал, тоа е тоа што го имаме, максимално да го искористиме. Но ако се договориме дека тоа треба да го направиме, тоа треба да го почитуваме. Ние не може, ако сме се договориле дека ќе се направат толку и толку фотоволтаици, да кажеме кога ќе дојде некој, нема да правиме фотоволтаици, сега ќе правиме, што ја знам, ветер, биогасни електрани. Во енергетиката нема простор за политизација и за политиканство. Тоа што ќе се договори, тоа треба да биде државна политика, државна стратегија и само така да се реализира и само така ќе отидеме напред. Благодарам, господин Мислимовски, за одговорите. Досега одиме со реклами, се враќаме со вториот дел каде ќе им кажеме на граѓаните што е тоа што тие директно би можеле да почувствуваат како олеснување на она што не чека како енергетска криза. Се враќаме по рекламите, почитувани гледачи, бидете со телевизија Стар. Еве не назад во студио продолжуваме со нашата вечерашна емисија и разговорот со господинот Марко Бислимовски, претседател на регулаторната комисија за енергетика. Господине Бислимовски, проговоривме за некои од темите кои што се актуелни заради енергетската криза најмногу. Меѓутоа, реално во државава може ако се гледа на последиците, може да се гледа на две нивоа. Тоа се компаниите кои што ќе ја почувствуваат како што ќе ја почувствуваат и ќе очекуваат помош веројатно и тие од државата како и од ковид мерките, но и граѓаните. И сега граѓаните се во најголема паника. Тие велат дека после Нова година се плашат од зголемување на цените. Вие рековте до Нова година, заради тие причини што за цела година веќе плановите се направени, проекциите, нема зголемување, но потоа речи си сигурно дека ќе има зголемување на цената. Што може да се направи за граѓаните кои што се плашат од такви ценовни шокови и сметаат дека сето тоа може сериозно да го наруши животниот стандард? Значи,
уште еднаш ќе потенцирам, сите механизми кои што стојат на регулаторна комисија за енергетика да се избегнат ценовни шокови ќе бидат искористени. И апсолутно цврсто стојам позади тоа, бидејќи сепак на крајот на денот и по завршувањето на оваа криза, овие граѓани ќе продолжат да ги покриваат своите трошоци за електрична. И било какво енормно зголемување на трошоците за електрична енергија би предизвикало и намален степен на наплата. Така да, од тој аспект, апсолутно сум сигурен дека и доколку дојде до зголемување на цената на електрична енергија, тоа нема да биде драстично, имајќи во предвид дека имаме драстично зголемени трошоци на електрична енергија од увоз, каде што ние реално, ниту ние како регулаторна комисија за енергетика не можеме да влијаеме. Верувам дека за и апсолутно веќе еднаш и владата покажа дека ќе помогна на ЕСМ, верувам дека и во наредниот период ќе помага за да се зголемат, за да се избегнат ценовните шокови. Бидејќи на никој не му е целта да имаме драстично зголемување на цената на електрична енергија, инаку јас лично не сум човек кој што би си дозволил на моите сограѓани, на моите македонци, албанци и сите што живеат во државата да им придонесам да им се влошат нивните животни услови. Така да граѓаните да бидат сигурни дека се што располагање ќе биде искористено и верувам дека тоа е единствен начин и нема друга стратегија. Таа е таа единствена стратегија за да обезбедиме и понатака да функционираат и македонските компании, да функционираат и граѓаните кои што релативно се одговорни кон своите трошоци за покривање во однос на делот на покривањето на трошоците за електрична енергија, така да бидејќи во изминатиот период се појавуваа разноразни експерти кои што немаат ниту еден ден искуство во енергетиката и лицитираат со цени. Им биде денот, се не знам, ако биле нервозни, 100% ќе се покачи, па 60%, па 70%, па 50%, па 30%, па 20%. Не сакам да придонесувам кон такво неодговорно однесување, но сакам да ги уверам граѓаните дека сите механизми кои што и служат, кои што може да ги искористи регулаторната комисија за енергетика, ќе ги искористи, а исто така и ќе побараме од владата да помогне со цел да се избегнат со цел да се избегнат драстични ценовни шокови за електрична енергија. Најчесто најмногу го чувствуваат тоа ранливите категории граѓани. Во моментот има одредена категорија која што има олеснување во поглед на снабдувањето со електрична енергија, плаќањето на сметките. Меѓутоа се чувствува некоја потреба изгледа да се прошири таа категорија на ранливи групи на граѓани. Дали мисля дека регулаторната комисија нешто работеше на овој план, бараше, имаше некое барање за проширување на таа категорија? Апсолутно дека треба да се прошири и ние како регулаторна комисија за енергетика доставивме решение како да се реши овој проблем и сметам дека категориите на потрошувачи треба, кои што ќе добиваат поддршка од државата за покривање на своите трошоци, да зависат од приходите кои што ги има едно домаќинство. Значи домаќинство кои што има најмали приходи, да речеме кои што се во рамките на месечната потрошувачка кошничка, треба да прими најголема помош и како приходите на домаќинствата
ќе се зголемува таа помош да се намалува. Се разбира дека има категории на граѓани кои што и воопшто немаат потреба од добивање на соодветна помош. Но најбитно е на тие кои што се со помали примања да добиваат најголема помош со цел да ги подмират своите трошоци за електрична енергија, а и да им се одобри, да им се овозможи квалитетно живење. И се разбира, кога е прашање електричната енергија, па и многу други услуги во државава, кога ќе се спомне зборот рестрикции, косата им се крева на граѓаните и на оние, посебно на оние кои што знаат како е, некои уште не доживеале такво нешто по младите генерации, но оние кои што знаат, заборавиле и мислевме дека можеби никош веќе нема да се спомне такво нешто. Сега се споменува. Дали и ова е можеби на некој начин претерана реакција на се во ова? Можни ли се воопшто рестрикции на електричната енергија и на кој начин би се спроведувале? Значи, рестрикции на либерализиран пазар на електрична енергија се проблематични. Точно е дека во минатото, во 80-тите и на почетокот на нашата независност во 90-тите имавме рестрикции, но тогаш немаше пазар на електрична енергија и имаше само едно предпријатие. И не беше битно кој дел од општина или од град ќе го исклучи. Доколку ние воведеме рестрикции. А да знаете дека голем број, не голем број, 90% од индустриските и комерцијалните потрошувачи се излезени на слободен пазар на електрична енергија и овие нивни снабдувачи увезуваат електрична енергија. Снабдувачите кога ја купуваат електричната енергија надвор од Македонија, плаќаат однапред. И доколку ние ги доведеме во ситуација да има рестрикции, тогаш таа електрична енергија што ја платиле пред време, нема да може да ја наплата од своите потрошувачи. Тоа уште повеќе ќе влоши состојбата, нема да релаксира, напротив, уште повеќе ќе ја влоши. Значи, кога и доколку ако има рестрикција, не се прават тие рестрикции на дугме од канцеларија, бидејќи на после секоја трафостаница има приклучени потрошувачи, има изводи и тамо не се знае кој е домаќинство, кој е дуќан, кој е мало фабриче или било што. Значи, јас и апсолутно тоа повеќе пати го тврдам и ќе опстојам на тоа да нема никакви рестрикции, затоа што рестрикциите ќе влијаат негативно за целокупната електроенергетска ситуација во државата. Така да, и речи сум сигурен дека ќе нема рестрикции, освен ако нема сериозни испади во мрежата, бидејќи и до сега се покажа дека и во моменти точно беше дека сме повлекувале електрична енергија од другата мрежа, значи не сме крадале, сме повлекле, кое што ќе си ја платиме. Дека функционираше. Поради тоа, граѓаните да бидат сигурни дека рестрикции ќе нема. Сега се гледа дека, не знам како е во другите држави, кај нас регулаторната комисија за енергетика на некој начин е едно тело кое што најмногу истурено во овој поглед. Се друго е оставено на Министерство за економија и слично. Дали е време можеби за да се размислува на едно повисоко ниво на ставање на енергетиката, не само на една регулаторна комисија, туку на одредено министерство? И има ли примери такви во други држави? Значи, ние како комисија за енергетика се обидуваме, ја верувам дека добро го правиме тоа, да бидеме транспарентни, бидејќи со нашите одлуки влијаеме на джебот на секој граѓан. И сакаме да ги информираме граѓаните за позади било која наша одлука, што стои позади тоа. Дали бил зголемени трошоци за увоз или било што, сакаме да ги информираме. Инаку, апсолутно се согласувам со вас. Мислам дека е дојдено време во нашата држава, во Македонија, да имаме посебно Министерство за енергетика со цел
сите тие инвестиции кои што се најавуваат во енергетскиот сектор, а верувајте дека има многу заинтересирани инвеститори, да имаат едно место од каде што ќе може да се обратат, да ги добијат информациите, бидејќи сепак регулаторната комисија за енергетика не може да ја води таа енергетска политика. Таа енергетска политика е оставена на државите, на самата држава, односно на владата. Инаку во соседството, во Србија има посебно Министерство за енергетика и рударство, има во Бугарија, колку што има и во Босна и Херцеговина, и во голем дел земји и членки на Европската Унија постојат такви министерства. И тоа е се со цел да се овозможат сериозни инвестиции во енергетскиот сектор. А особено имајќи во предвид дека сме ние земја која што јас искрено верувам во што е можно пократок период ќе почнеме преговори за членство во Европската Унија. Инвестициите во енергетскиот сектор ни се особено битни. Ни се битни пред се за нашата економија и ни се битни за да ги подобриме перформансите кои што се даваат на самите потрошувачи. Така да, јас оваа идеја во однос на формирање на Министерство за енергетика апсолутно ја поддржувам. Мислам дека и колку што сум ги читал програмите на политичките партии, факт е дека и најголемите политички партии поддржуваат формирање на Министерство за енергетика. Па добро, се разбира. Јас ги разбирам, ќе имат уште едно место за поделба, малку на шега, меѓутоа и можеби и вистина. На почетокот споменавме регулаторна комисија, самото име регулатор кажува многу. И ако многумина разбираат дека е тоа само да се одредуваат цени и така натаму, вие треба да ги регулирате енергетските компании. Но колку можете да бидете како комисија ефикасни таму од аспект на можноста да ги регулирате, но и казнувате. Затоа што сепак ако само мали казни можете да одредувате, ако можете само укажувања да давате, малку тешко ќе се постигне ефектот. Имате одредени барања да ви се зголемат ингеренциите во таа насока. Апсолутно имаме барања и тие барања на средбите минатата недела со директорот на енергетската заедница господинот Копач ги потврдивме и добивме поддршка и конкретно да бидам председател. Регулаторната комисија за енергетика има сериозни ингеренции врз регулираниот пазар на електрична енергија, но бараме да имаме сериозни ингеренции и врз делот кој што не го регулираме, туку го му правиме мониторинг. И тука бараме да имаме ингеренции да можеме да изрекуваме сериозни казни во однос на неконкурентно однесување на компаниите во овој дел. Значи, апсолутно тоа мора да се случи со цел да не се добиваме во ситуација. Ние во моментов имаме единствен механизам, сериозен, да се закануваме со одземање на лиценца. Но тоа е проблематично, инаку како за информација на вашите граѓани, ние и во моментов, доколку сакаме некој да го казниме, затоа таа постапка покренуваме, го информираме Државниот пазарен инспекторат, па потоа Државниот пазарен инспекторат, доколку оцени, ќе се спроведе соодветна постапка пред управниот суд. Така да, апсолутно е јасно дека тој механизам не функционира. Бараме точни, јасни ингеренции да имаме, за да можеме да изрекуваме сериозни казни. Споменавме, независноста на едно вакво тело е многу важна, меѓутоа многу и проблематично се изведе во услови во кои што живееме ние во нашето општество. Го споменавме господинот Копач, тој е прв човек, значи, на енергетската заедница, а токму во извештајот нова заедница Македонската комисија за енергетика, за регулаторна комисија е прогласена за број 1 регулатор и то 4-та година поред, во ова година заедно со Црна Гора и Грузија. Но енергетската заедница токму нотира дека има проблем во процесот на екипирање на нови кадри
и за тоа очекувате одобрување од министерство, значи согласности и слично, а сте независно тело. Дали тоа пречи многу во екипирањето? Потребно ли е подобро екипирање на регулаторната комисија? Апсолутно дека е подобро, значи најголем дел од работата во регулаторната комисија не се учи на факултет. Јас сум дипломиран електроинженер и сите овие работи кои што се во регулаторната комисија за енергетика, многу малку сме имале можност да ги учиме на факултет. И поради за да се формира еден кадар во регулаторната комисија за енергетика е потребно време, 2-3 години, за да може да придонесува и да се надградува и понатака. И од тие причини ние јасно побаравме во однос на постапката за вработување да бидеме изземени од постоечкиот закон со цел да можеме сами да оцениме кои луѓе заслужуваат да работат во регулаторната комисија за. Јас знам дека ова кога ќе го кажем ќе кажуваат ама ќе бирате ваши, не ваши. Значи во регулаторна комисија за енергетика внимаваме кого примаме и како примаме, затоа што кога носиме одлуки за цени, има една мала грешка, на 2, на 3, на 5 милиона евра, така да имаме сериозни механизми и за проверка на работењето и за проверка на одлуките. Едноставно, како секој регулаторно тело во Европската Унија, бараме ние да си ги избереме кадрите кои што ќе работат во регулаторната комисија за енергетика, се разбира врз јасни принципи и врз јасна основа. Истите тие принципи кои што ги применува енергетската заедница, ќе ги за вработување на нови кадри, истите тие, буквално истите, ќе ги примениме и во регулаторната комисија за енергетика. Така да ги избегнеме сите муабети дека нешто ние би правеле надвор од закон. Значи, како што се функционира тоа во Европа, истото ќе е имплементирано и кај нас. Дека сега реално имаме сериозен проблем, пошто ние конкурсот не го реализираме, конкурсот реализира Агенција за администрација. И пред крај сме две прашања кои што се наметнуваат од дневните настани. Денеска така одекна, денеска, мислам дека денеска беше или вчера, ситуацијата со градски тревоски центар во Скопје, каде што се објави информација дека е откриено многу компјутери со кои што се копале криптовалути, се споменуваше едно име, но бидејќи нели некој друг треба тоа да го одлучува дали е така или не. Колку е вистина дека навистина го оптоваруваат енергетскиот систем тие копачи на криптовалути? Значи, во однос на случување кај поединечен потрошувач, ние немаме увид, затоа што ние ги гледаме на ниво на категорија на потрошувачи, но она што е факт и што го кажавме во текот на месец април, е дека има зголемена потрошувачка кај домаќинствата со електрична енергија. И кога во соработка со Евана, точно видовме дека има одредени реони во државата каде што таа потрошувачка е зголемена. И ние немаме проблем да се копаат овие криптовалути. Тоа не е забрането, едноставно укажуваме, бидејќи има појава на неовластено превземање на електрична енергија за копање на криптовалути. Прво тоа го кажуваме заради следнава причина. Значи, доколку некој неовластено превзема електрична енергија, на тој честниот, на тој редовниот, на тој добриот, а такви се 92-3% од домаќинствата во Македонија му прави проблем. Значи, едно кафе на Рингла, ако го правел за 3 минути, сега ќе го прави за 5 минути, за 10 минути. И ќе има поголема потрошувачка и тој честниот, тоа ќе треба да го плати, што не е во ред. Ние треба да престанеме со таа пракса дека тие добрите, честните, што ги почитуваат законите, на нив ќе им зголемуваме трошоци. Значи тоа нема шанс и тоа го укажуваме дека тоа нема да го дозволиме. И втора работа, што е уште исто така битна, е дека
кога се прави неовластено превземање на електрична енергија, самите потрошувачи, тие неовластено што ја превземаат, се доведуваат во опасност. Значи, може да го загрозат својот живот. И такви случаи имало во минатото. Исто така, но вие сакам да им порачам неовластено што превземаат, да знаат дека крадење на електрична енергија согласно закон е кривично дело. И за тоа се оди во затвор. И треба да размислат што прават и како прават. Со тоа апсолутно ги поттикнувам, а веќе знам дека и Евана превзема сериозни мерки да ги скрати овие случаеви, а исто така и Министерството за внатрешни работи е активно вклучено по барање на Евана овие случаеви што е можно повеќе да ги изолира. Значи, уште еднаш да потенцирам, немаме никаков проблем против копање на криптовалути. Не е забрането, во ред е тоа. Но имаме проблем кога заради копање на криптовалути неовластено се превзема електрична енергија. Заради тоа што треба да престанеме со праксата во државата, честните, што си ги покриваат своите трошоци, да им се наметнува непотребен трошок заради неколку проценти, за многу мал процент од криминалци. Или кратко речено, крадење на струја е крадење независно дали е за криптовалути или за нешто друго. И е кривично дело. Така. Сега втората работа која што се наметнува од дневни настани, од насловите, од вестите за економија денеска на социјалните мрежи, ќе го поврзам и со она што долго се говори, третиот блок во РЕК Битола нема да проработи до крајот на годината. За РЕК Битола кога ќе се каже дека нешто не работи, се говори како за катаклизма, готово ќе нема струја. Од друга страна, информација која што вели, прво имаше информација, вели експлозија во ХЕЦ Вруток. Но АДСМ пред 3 часа вели имаше 15-минутен прекин во работата на хидроцентралата заради осигурувач на вод и демантира дека имало експлозија во ХЕЦ Вруток. Како ги коментирате овие случувања? Дали е нормално така често да се случуваат вакви нешта како ова денес? Апсолутно не ми е нормално. Во изминатиот период во Македонија ние од независноста поголеми електрани имаме направено две. Козјак и Света Петка. Електрани кои што даваат придонес пред се на македонска економија, на македонските граѓани, и сметам дека се тоа што се случува во изминатиот период, и дека и се стари, искрен да бидам, мене веќе ми станува малку сомнително. Затоа што не може постојано, ако и пред 5 години беа стари, и пред 7 години беа стари, да се случуваат постојани испади од овој тип, и според мене треба и соодветни државни институции да проверат кои се причините за овие чести испади. И да знаеме сите, чисто да сме, доколку е проблем одржувањето, тој што требало да го прави одржувањето да се одговара. Но доколку е проблем одредени други активности, да ги најдеме кои што ги правеле тие проблеми и да го затвориме овоа прашање. Иначе, како што гледате ние во последниот период како држава, со домашното производство, да, имаме проблем, но имаме проблем и да носиме сите вина кои што се занимаваме со енергетика од 90-та година до денес. Од прв премиер до последен премиер и тие премиери што били измеѓу и председатели на држава и сите. Ние треба да научиме дека енергетиката е рбетот на македонската економија. И на крајот сме малку повеќе ве задржавме од она што се планираше, но со право се надам и со корист за нашите гледачи, да потсетиме на крајот повторно на она што е најважно за граѓаните. До нова година нема да има корекција на цената на електричната енергија, после нова година ќе има. Дали може да има драстично зголемување на цените и што може да очекуваат во поглед на рестрикции? Уште едно потсетување на крај, тоа најмногу ги интересира граѓаните.
Значи, сите механизми кои што ни стојат на располагање, ќе ги искористиме со цел да ги заштитиме граѓаните од оваа криза, ценовна криза која што се случува во цела Европа. Во однос на рестрикциите, уште еднаш потенцирам дека воведувањето на рестрикциите нема да ја подобри ситуацијата, напротив, уште повеќе ќе ја влоши ситуацијата. Така да не верувам дека ќе имаме рестрикции. Освен доколку има проблеми во испади на самата мрежа, ама на тоа никој не може да влие. Значи, рестрикциите не се решение. Јас знам дека во последниот период се јавија доста експерти, кои што во најголем дел се шарлатани и дилетанти и немаат никакви познавања и го користат зборот рестрикција за да привлечат влијание. Внимание. Рестрикција не е решение на нашиот проблем. Апсолутно не е никакво решение. И уште еднаш потенцирам. Во делот на цената на електрична енергија, во најголем дел од Европа, уште од месец септември расте цената на електрична енергија. Кај нас не е промената. И да бидат сигурни граѓаните дека сите механизми кои што не стојат на располагање, дали е тоа укинување на профит, дали е тоа комуникација со министерства, комуникација со влада, да побараме да се субвенционира за ранливи категории на потрошувачи, или пак директна помош на ЕСМ, односно на поранешно ЕЛЕМ, сето тоа ќе го искористиме. Се што ни стои на располагање, ќе го искористиме со цел да не обезбедиме драстични ценовни шокови. Во иста категорија на барање внимание и привлекување на внимание ли е и тоа дека се говори, односно можно ли е драстично зголемување за 30, 40, 50% на цената? Значи, ја не можам да протиставам ја прво од одредени медиуми пред се со национална концесија. Сум разочаран што разговараат со такви експерти, но едноставно тоа е нивна стратегија, се борат за едно дневно внимание за да им пројде денот. Но треба да се договориме сега, ексклузивно го кажувам ова кај вас, доколку не дојде до такво драстично зголемување на цената на енергија, јас јавно ќе побарам од сите тие експерти и од тие телевизии кои што ги пренесуваат да им се извинат на македонските граѓани. Дека ние многу е лесно сега да си кажуваме приказки, кога никој не носи одговорност. А не да носат одговорност тие експерти, затоа што не ни работеле во енергетиката. Да ги однесете во диспечерскиот центар на МЕПСО, ќе се збунат што е тоа. Треба да се разбереме и да се кажем, во ред, вие велев ќе биде овака, сега ќе биде овака. Ама треба да се научиме да си понесе секој одговорност за јавно кажаниот збор. Ние сме сега како шпанска серија. Имаме неколку лоши актери, кои што најверојатно се лоши за шпански серии и кои што постојано ја трујат јавноста, вака ќе биде, така ќе биде. И како институција не ми е ни на крај на памет да си докажуваме како ќе биде, зошто ќе биде, како. Ќе дојде 1 јануари, ќе видиме како било. Но барам од сите медиуми и од експертската јавност и особено од овие експерти кои што шират паника, доколку не биде така како што кажувале, да и се извинат на македонската јавност. Само тоа е единствен начин кога некој ќе излезе јавно и кога ќе збори да си сноси одговорност. Инаку ово е, како да ви кажам, сега е лицитирање. Во секој случај крај. Така, во секој случај ние и после Нова година ќе го очекуваме, еве, во студиото на телевизија Стар, па ќе разговараме повторно за тековите и за новите информации. Студио после Нова година. Благодарам многу на учеството оваа вечер во нашата емисија, господин Бислимовски. Благодарам многу. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше интервјуто со господинот Марко Бислимовски, претседател на регулаторна комисија за енергетика.
Слушнавте кои се прогнозите, што е се оно што ќе преземе државата и регулаторната комисија, а и нормално дека сето ова и ќе го провериме повторно таму некаде после Нова година. Благодарам на вниманието, бидете со нас и понатаму, ново издание на Што мисли народот во понеделник.